Обилните врнежи од дожд и зголемената влага на почвата предизвикаа повеќе одрони на патните правци кон Делчево и Берово. Најсериозно беше на делницата кај селото Калиманци, каде голема карпа тешка неколку тони и голема количина земја се најдоа на коловозот. Поради тоа, скоро 12 часа во прекин беше сообраќајот кон Македонска каменица и Делчево, а како алтернативно поврзување се користеше локалниот пат преку селото Бигла до Виница. Екипи на Македонија пат беа ангажирани на отстранување на одроните, зашто се користеше и специјална механизација за разбивање на големата карпа. Поради изложеноста на задачата и големата количина падната маса на асфалтот, отстранувањето на наносите траеше неколку часа, а сообраќајот беше нормализиран околу пладне. Висината на водостојот на Брегалница, што поминува во непосредна близина на местото каде што беше одронот, исто така е закана за коловозот. Надојдената река кај Истибања го оштети цевководот од геотермалниот систем за загревање на оранжерискиот комплекс кај Виница. Оштетувањето е во близина на изворот на топла вода, што исто така е поплавен. Зголемениот водостој на Брегалница е поради прелевањето на браната Калиманци, со што не може целосно да се контролира нивото на реката. Од преливникот се изливаат некаде околу 130 метри кубни вода во секунда, што речиси е приближна количина на вода која што и во сливот како таква доаѓа во самата брана, што значи дека е на едно рамно ниво и во овој момент водата се излива значи од преливникот и е во таква состојба да буквално функционира онака како што е тоа по проектот димензионирано, во смисол дека ние будно ја следиме ситуацијата и нема некаква опасност од некакви состојби кои што би направиле проблем низводно по течението, затоа што веќе гледаме дека Брегалница со своите притоки прави притисок на овие котлински делови и од тие причини се испушта онолку вода колку што може да прими за да не се направи проблеми и на низводниот дел. Стручни лица во текот на денот направија увид во состојбата со акумулациите во регионот и таа е оценета како нормално, односно нема нарушување на стабилноста на објектите. За ваков тип на врнежи и надоаѓање на вода од сливовите, тие се наоѓаат во стабилна состојба, значи она што се прелива преку брана се е предвидено со проект и оди на преливните органи, а во однос на другите делови низинските од сливот зависи од повеќе фактори, значи во однос на самата стабилност на браните која што е најбитна, Комитетот за големи брани, каде и јас сум член и други експерти, постојано следи ситуацијата и во тој поглед значи не се очекуваат никакви проблеми и увидот денешен на браната Калиманци го потврдува тоа. Како што каже и државниот секретар, водите кои што доаѓаат во моментот од сливот се скоро исти со оние што преливаат и во тој поглед значи не треба да има никаков аларм. Освен Калиманци, подолг период на прелив е и браната Градче, поради што скоро истата количина што се влева во неа преку преливникот истекува во Кочанска река.